...75 dena сме тука поради лагите. Лагите влијаат на нашата мотивација и решение да го дотераме ова до крај. Меѓутоа, лагите предизвикуваат пратеници кои се само прогласуваат за претседатели на собрание да бидат третирани од 16 психијатри. Денеска тие кршители на меѓународните права на Виенската конвенција го држаа зарачен уплашениот лажен претседател. Сета оваа лага, оваа лага и привид, оваа насилие врз народот и демократијата ќе се реши по правен пат. Морам да го поделам моето задоволство и среќа за брилјантните правни умови кои ни се преклучија во борбата. Нашата тужба, народната тужба, е еден роман за страдањето на народот под притисокот на политичките елити од Македонија и меѓународната заедница. Секоја точка, секој настан ќе биде обработен. Секој прекршок ќе биде оптужен. Така што, драги мои македонци и граѓани на Македонија, не чека патот на правдата, како што не чекаше патот на државноста. Правдата е достижна. Меѓутоа, духовната болка никој не може да ја плати. Затоа нашите браќа, кои често го посетуваат светиот град Ерусалим, ми испратија порака да ја сослушаме. Почитувани браќа и сестри, почитувани добри, правоверни господови во овие тешки моменти, за нас и нашата мајка Македонија, да повикаме сите заедно, со силна верба во Бога, да се помолиме на Господ, на само нему својствен начин, да не спаси од сите предавници, кои како што Јуда го предаде Исус, сакаат тие да не предадат нас и нашата библиска Македонија. Исто така би сакале да ги подсетиме политичарите дека власт и моќ има само и само Господ, дека постои рај и постои пекол, постои милоста, но постои и казната Божја. Да ги подсетиме и на гревот и на последиците од гревот. Затоа добро нека размислат што прават, на кого му служат и каков товар ќе остават на своите поколенија. Бог да не благослови сите нас и да ни дари сила да истраеме во нашите намери за просперитетна и заедничка мајка Македонија. Ви благодарам, браќа.